Точно ке ја сакам во своја своја Скопје кажи ми. Екипите на јавното предпријатие Улици и патишта Скопје во координација со останатите јавни предпријатија на град Скопје веднаш по невремето започнале со расчистување на последиците и нормализирање на сообраќајот на градските улици. Од предпријатието информираат дека интервенирале на повеќе локации каде што биле отстранети наноси од вода, кал и земјен материјал од коловозите, со цел да се овозможи безбедно и непречено движење на возилата и другите учесници во сообраќајот. Воедно во најкраток можен рок била санирана оштетината семафорска упрема, сите семафори кои по невремето функционирале во режим на трепкаво жолто светло, повторно се ставени во редовна функција. Покрај тоа екипите извршиле санација на оштетената вертикална сообраќајна сигнализација, при што биле исправени и обезбедени повеќе сообраќајни знаци кои биле оштетени или поместени од силниот ветер и невремето. Од јавното предпријатие Улици и патишта соопштуваат дека дежурните служби и денес остануваат на терен и ќе продолжат со интервенции на сите локации, каде што ќе се појави потреба, со цел целосно отстранување на последиците од невремето и обезбедување безбедно одвивање на сообраќајот низ главниот град. Силното невреме проследено со пороен дожд, кое вчера попладне го зафати главниот град, предизвика сериозни проблеми во повеќе делови од Скопје. До единствениот повикувачки број за итни случаи 112 во текот на попладнето пристигнале бројни повици од граѓани, кои пријавувале поплавени објекти и отежното одвивање на сообраќајот. Според информациите од Центарот за управување со кризи, пријавени се поплавени подрумски простори, дворови на семејни куќи, магазински објекти, како и подвозници и кружни текови. Дел од пријавите се однесуваат и на заглавени возила и други последици предизвикани од обилните врнежи. Најпогодени од невремето според досегашните информации се општините Киселавота, Чаир, Бутел и Газибаба, каде што службите интервенирале на повеќе локации. Од Центарот за управување со кризи информираат дека за сите пријавени случаи веднаш биле известени бригадата за противпожарна заштита на град Скопје, како и надлежните служби на локалната самоуправа кои работат на расчистување на последиците и обезбедување помош за граѓаните. Во меѓувреме, заседаваше и кризниот штаб на град Скопје кој ги координира активностите на сите надлежни институции со цел побрзо справување со последиците од невремето и нормализирање на состојбата во најпогодените делови од градот. Надлежните апелираат граѓаните да бидат внимателни при движењето, да избегнуваат поплавени улици и редовно да ги следат информациите и препораките од институциите. Градоначалникот на град Скопје Урце Георгиевски преку објава на социјалните мрежи информираше дека започнало уривањето на објектот на познатото Тобако Али, кое се наоѓа во близина на Бит пазар. Заедно со информацијата, Георгиевски објави фотографија направена во како што може да се забележи пријателска атмосфера со лице за кое не откри идентитет. Според објавата станува збор за лице кое било вклучено во процесот на постигнување договор за отстранување на објектот. Георгиевски порача дека решението е постигнато по пат на диалог и меѓусебно разбирање, без дополнителни недоразбирања или судски постапки. Со добар збор и домаќински пристап нема невозможно решение, напиша Георгиевски на социјалните мрежи, алудирајќи дека договорот бил постигнат со согласност на засегнатите страни. Од град Скопје за сега не соопштуваат дополнителни информации за причините за уривањето, ниту што е предвидено да се гради или уредува за оваа локација по отстранувањето на објектот. Полицијата истражува случај на врсничко насилство, откако 31-годишна жена пријавила дека незината 12-годишна ќерка била физички нападната од малолетничка во парк на подрачјето на скопската општина Аеродром. Според пријавата, инцидентот се случил предходната вечер околу 22 часот. Девојчето најпрво било изложено на понижување, откако две малолетнички ја принудила во 2 наврати да клекне на колена и да им се извинува. Кога се обидела да се замине, била физички нападната од 14-годишна малолетничка. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека целиот настан го снимале со мобилни телефони повеќе малолетници кои биле присутни на местото. Оштетеното девојче познавало еден од нив. По пријавата во полициска станица бил извршен службен разговор со две малолетнички во присуство на нивните родители. За случајот се известен и јавен обвинител за малолетници меѓуопштинскиот центар за социјална работа. Од МВР соопштија дека се превземаат дополнителни активности за идентификување на другите малолетни лица кои биле вклучени во инцидентот. По завршувањето на истрагата ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави за кривичните дела насилство и запуштање и малтретирање на малолетно лице.
Истовремено надлежните институции најавуваат дека ќе ги превземат сите законски мерки за утврдување на одговорноста на инволвираните лица. Општина Киселавода и ова лето организира бесплатен спортско-едукативен камп за талентирани млади спортисти и деца од семејства во социјален ризик. Градоначалничката Бетиста Менковска-Трајковска утрово ги испрати учесниците, кои во наредните денови ќе престојуваат во детското одморалиште Детски радости во Свети Стефан во близина на Охрид. За децата се обезбедени 6 полни пансиони, престојот ќе биде исполнет со спортски, рекреативни и едукативни активности. Од општината информираат дека за организацијата и безбедноста ќе се грижи стручен тим составен од наставници, аниматори, рекреатори, додека за здравствената грижа во текот на кампот ќе биде задолжен лекар кој патува заедно со групата. Градоначалничката Стаменковска-Трајковска истакна дека ваквите активности имаат за цел да им овозможат на децата квалитетно исполнување на летниот распуст, но и да обезбедат поддршка за семејствата кои не се во можност сами да обезбедат летување за своите деца. Таа нагласи дека општина Киселавода останува посветена на грижата за децата од социјално ранливите категории, како и на поттикнување и наградување на младите спортисти за нивните успеси. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја